Добро вечер. Добре дојдовме на представувањето на сликовницата Рокчето на Никола Маџиров и на Анета Илиевска. Представувањето на оваа сликовница содржи најмалку две првости, всушност три заедно со вечерашниот настан. Првата првост е за Никола Маџиров. Ова е негова прва сликовница, прва книга за деца. Никола Маџиров мислам дека нема потреба да ви го представувам специјално. Тој е еден од најпознатите и најпреведуваните современи македонски поети и всушност тој е тој што нас не представува, а не да го представуваме ние него, не представува нас пред нас самите, но и пред светот, не представува во нашите, но и во очите на другиот, на другите. Втората првост е за Анета Илиевска. Ова е нејзина прва вистинска сликовница. Анета Илиевска е графички дизајнер со големо искуство, има изработено графички дизајнирано недоброј книги, направено стотици корици, од неодамна се занимава и со фотографија и во таа сфера постигнува бележити резултати. Велам прва нејзина сликовница, иако илустрациите во оваа сликовница на Маџиров на Анета не се први објавени илустрации. Анета досега има илустрирано една книга во една наша сосема друга едиција. Тоа е Снешко, дневникот на едно куче од Снешка Трајковска-Путинска. Има изработено илустрации за корица на познатата книга на Велко Неделковски, што е лектира, Корнет Лизи, но велам прва сликовница на Анета затоа што е комплексна, самостојна и прво вистинско дело со кое што Анета Илиевска станува и илустратор. Ова е всушност некој меѓник меѓу нејзината, да речам, графичко-дизајнерска работа и илустраторска, всушност и меѓник, можеби не е најсоодветниот збор. Повеќе овој ангажман на Анета со илустрациите представува некаков скок, некаков одскок и во нешто друго, значи од графичкиот дизајн во илустрацијата, нешто сродно, а сепак различно. Третата првост, која што може би требаше да биде и прва во контекстот, тоа е дека ова е прва наша промоција во овој прекрасен нов простор на литература МК. Откако накусо ви ги представив авторите, мислам дека е ред да ја представам накусо исто така и сликовницата, а потоа заедно со авторите, со Никола Маџиров, со Анета Илиевска и со нашиот специјален гостин Ермислав Азановски, кој што е писател, преведувач и висок стручњак за фолклористика, кој ќе ми помогне во представувањето на микро и на макро план и значењето на оваа сликовница, да ја представам и самата сликовница. Сликовницата е авторска бајка на Никола Маџиров, работена според една истоимена бајка од неговиот роден струмички крај, која што е собрана од Иван Котев. Ваквата работа на предложка, на традиционална, на фолклорна предложка, не е нешто ново што се случува во нашата и воопшто во пошироките книжевности, но поставката на Никола Маџиров е многу интересна. Прво и најважно сметам дека во сликовницата Рокчето Маџиров е подегнатво и раскажувач и поет. Значи тоа што го знаеме од Никола Маџиров го наоѓаме и наоѓаме исто така и нешто друго. Значи тој е и раскажувач и поет, а Рокчето е авторска бајка. Предложката, односно истоимената бајка од струмичкиот крај, е всушност срцето на оваа бајка, но авторската обработка се состои во тоа што ова сликовница почнува, има еден мал упат во средината и завршува со една рамка, со една приказна во приказна, или како што вели Љоса, една кутија во кутија при раскажувањето. И всушност тој формат што го дава Никола Маџиров при своето авторско допишување, создавање на Рокчето, на струмичката бајка, е нешто што е многу возбудливо имено во воведниот дел што се случува во наше време. Тоа е значи еден дедо раскажува една приказна
на своето внуче. Интересна е поставката, бидејќи приказната што ја раскажува дедото на своето внуче, ја раскажува и нам, односно ние самите ја читаме како читател. Бајката завршува на крајот, повторно со враќање во тоа време, во кое што еден од предметите кои што се третира во приказната, една кутија, всушност, отворајќи ја кутијата во која што дедото од нашето време чува апчиња, се наоѓа и рокчето, односно самиот објект, суштината и пораката и насловот на оваа бајка. На средината исто така има еден современ упад, да кажеме, каде што детето нешто попрашува. Ова вака го кажувам без да ја раскажувам, се разбира приказната, за да кажам зошто е необична и света многу значајна оваа бајка како изведба во сликовница. Ова што го зборувам за текстот се однесува подеднакво и на илустрациите во сликовницата. Именно современиот дел, почетниот, упадот на средина, упадот во наводници и крајот се нацртани со илустрации во современ, во модерен манир, додека срцето на приказната, односно на бајката, самата бајка е нацртана, како што и напишано кај Маџиров, од Анета Илиевска на еден фолклорен, на еден традиционален стил. Тоа можете да го видите, гледате илустрација од самата, од срцето на самата бајка, а црвените по монохроматски илустрации се современите символични илустрации. Тоа е единство на текстот и на илустрациите. Мислам дека го доведовме до едно бележито рамниште, до една компактна книга, сликовница во која што тоа што го читате, го гледате и гледањето и читањето функционираат на еден безпрекорен начин. Сега би било, можеби, во време да поразговараме заеднички за сликовницата. Првин се разбира со авторите. Драг Никола, добре дојде во Скопје, честитки за рокчето. Како дојде на идеја една бајка од твојот роден крај да ја пренапишеш во авторска форма? И не само тоа, туку како дојде на идеја таа бајка од твојот крај да не ја пренапишеш во песна, зашто многу помалку ти не изненадеше, туку во една форма на авторска бајка, што барем досега не сме те виделе, не сме прочитале такво нешто од тебе. Значи, зошто не бајката во песна, туку зошто бајката во авторска бајка, односно во проза? Благодарам Оливера, заблагодарувам многу на Нета, што живеа се и може би да знаев како ќе поживее тоа, немаше никогаш да напишам, зашто понекогаш убавината знае да ме исплаши. Благодарам на Ермис, благодарам на сите вас што сте тука, многу ми значи, ми се чини дека ова е прва така поголема промоција на книга во Скопје што имам. И благодарам на Арсламина. Благодарам на Иван Котев кој ми пристапи со книгата Девојката со волшебното јаболко, уште од ракопис, собрани приказни, магични приказни од Струмичкиот крај, кои сигурно би останале само како едно воздушно наследство, доколку не беше тој. Уште од самото читање не можев да поверувам како појавата на рогот, појавата на волот, како на рогот како почеток на сите почетоци може да се совпадне со идејата на Борхес, за идејата на Алеф, во кој тој пишува вистината не може да навлезе во затворен ум. Сушност таа приказна ми го отвори умот во друга насока, зашто кога пишува песна човек, умот е отворен, да речеме, еднонасочно, во вертикала, меѓутоа раскажувањето секогаш е тука да ни ги покаже сите правци, враќање кон изворот. И Борхес вели, ако сите места во универзумот се во Алеф, тогаш сите звезди, сите светлини
Сите извори на светлина се наоѓаат во него исто така. А во овој случај тоа е во рокчето на волот. А знаеме дека зборот алеф во западносемитските јазици значи вол. Човекот што ја раскажал таа приказна не знаел воопшто за тоа. Не знаел за рогот на изобилството во келтската митологија, дека во да речеме египетската митологија, иако исто така рогот означува почеток, или пак да се подсетиме само на приказната за 10 волови од зен будизмот, зен раскажена приказна од 12 век со илустрации и поезија, во која еден човек се обидува да го припитоми волот и на тој начин да стигне до просветлувањето. И кога ќе го припитоми, тогаш сите заедно, човекот, волот, камшикот и јажето, се стопуваат во тоа ништо. Од тука почна се зашто рогот, како рог, знае да ни ја донесе и да ни го донесе животот, кога да ни се пие од него, знае да биде символ на смртта, како футрола за барут. Меѓутоа, во овој случај, рогот е символ за новиот почеток. Токму почетокот, феноменот на враќањето, како и метаморфозата, односно преобликувањето, или дека смртта не е крај, беше главната причина зошто се решив да раскажам и зошто во еден од ликовите вметнав ткајачка, а тоа е мојата баба, мајката на мајка ми, која почина многу млада, која навистина ливадите ги ткаеше во килимот, а од друга страна се јавува ковачот на клучот. Тука се дедо ми, таткото на татко ми, бегалци кои чуват клуч за неотворена врата која веќе не постои. А зошто за деца? Дали сметаш дека предложките за ваква книжевна работа од традицијата, од спомените, од минатото, дали се поподатливи за деца или за возрастни? Види базата на современата литература, суштината, јадрото, пестрого го носи тој запис на минатите времења на традицијата, но правиш ли разлика која од предложките ќе биде преточена во нешто што е за возрастни? Во овој случај една поинаква ситуација, бидејќи исто во ова што го зборуваме како поетичко начело, како нешто што е препознатливо воопшто за твојата поезија и за твоето творештво, но сега го имаме за деца. Дали тие предложки се податливи повеќе за децата или и за децата? И за децата и сите што се чувствуваат деца. Ние велиме дека треба да го разбудиме детето во нас, меѓутоа тоа е погрешно. Значи не треба да го успиваме па за да го разбудиме, треба да живее во нас. И секако, зошто за деца, најблагодарен сум на мојот син Константин, кој е тука вечерва со нас, бидејќи заради него почна да пишувам пред 15 години раскази за деца во минијатури во Росица. И од тогаш мислам го чувам детето будно, не сите тие отворени рани на светот. Само дете може да помине низ грмушка и да не почувствува гребнатините, да не ги почувствува раните. Така и самиот сакам да патувам низ светот. Ранет, едноставно да сум свесен на својата крепкост, на својата кршливост, меѓутоа, истовремено, на тој начин и сама уште поотворен, да бидам уште поотворен кон светот. Мислам, не постои поубаво од детската отвореност. Велат, постои детство и се друго се спомени. А да се пишува за деца, навистина, тоа не е играчка. Воопшто не е играчка.
Благодарам. Драга Анета, честитки и за тебе. Сега по ова бележито остварување илустраторско во рокчето. Сега да те прашам дали сметаш дека со илустрацијата доби нешто што не беше добила со графичкиот дизајн. Секако најмалку мислам на некое професионално портфолио, тоа не се спротивставени дејности, но во секој случај мислам на едно лично портфолио на душата, на создавањето, на креацијата. Што доби со илустрирањето на оваа книга, односно што е тоа што беше различно од сето она што го добиваше од графичкиот дизајн и што го добиваш, бидејќи професионално се занимаваш со тоа. Кој е тоа портфолио на душата што си го имала? Благодарам, Оливера. И се заблагодарувам на сите што сте дојдени тука. Што добив? Јас се уште не можам да поверувам дека токму јас сум ги илустрирала овие илустрации во рокчето, дека не знам, да не беше ти, може би немаше ни да се случи, затоа ти сум најблагодарна на тебе. Благодарам што веруваше во мене, дури кога ни јас не верувам. Исто да се однесува и за мене. Да. Благодарам на сите колеги за нивната поддршка, на Бранка исто така, бидејќи таа инсистираше токму јас да правам оваа книга. Поразлично е дефинитивно да од графичкиот дизајн. По некој сплет на околности, ова сликовница морав да ја работам дома кај мајка ми. Поминував низ еден многу тежок емотивен период и се надевам дека таа емоција и се гледа во самата сликовница, затоа што творењето, цртањето ми представуваше некаков вентил да избегам од реалноста, фактички ми помогна целата ситуација да дојдам до ова што сега е рокчето, да се надевам ви се допаѓа. Да. Значи можело илустрацијата да помогне да се побегне од реалноста. Дали имаше трема? Бидејќи освен што работиш на текст на своја прва авторска сликовница, секако станува збор за текст на Никола Маџиров, кој што е многу прецизен, локален, но и универзален, многу посебен и различен. Дали тоа ти представуваше дополнителна трема или некаков товар? Прва сликовница со текст од Никола Маџиров. Секако дека да, јас се уште имам трема, може да приметите. Со Никола не се познававме лично, значи целата комуникација одеше преку Оливера. Трема, товар, значи стрес, поготово што ова е моја прва илустрирана цела книга и сликовница, да, комплетна авторско дело. Секако тој стрес се претвори во нешто, нели, преубаво, барем јас така мислам, не знам другите што ќе кажат. И готово ми одлета мисла. Се извинувам, стварно имам трема. Ајде сега нешто поопуштено и за автор на Анета и на сите. Ево јас ќе раскажам по неформални, пообични нешта за време на подготовката на оваа сликовница. Значи, како што кажа Анета, Анета и Никола не се познаваа. Се разбира дека Анета доби конечен текст од автор кој што требаше да го илустрира. Тука требаше да почнат работите, ама не и да станат такви какви што стана. А што значи тоа какви станаа работите? Пред да се запознаат, само врз основа на текстот на Маџиров што го имаше Анета и само врз основа на првите илустрации што Анета ги направи, кои што Никола ги виде, се направи една невидена, еден клик помеѓу нив. Тоа е вообичаено и препорачливо, нели, при сликовниците, текстот и илустраторот, авторот и илустраторот тесно да соработуваат, но мислам дека во оваа ситуација се случи нешто повеќе од тоа. Што сакам да кажам? Почнаа коинциденции, синхроницитети, почнаа интересни преплетувања на нивните творечки изрази и ракописи, внимавајте пред запознавањето буквално и физичко, така што
во една ситуација што сакам посебно да ја нагласам, почнаа да се надополнуваат, ама не метафорично, туку почнаа буквално да се коригираат и надополнуваат еден друг меѓу себе. Значи, Никола гледаше една илустрација на Анета и виде едни раздвоени облаци на една од страниците и рече, ова е прекрасно, јас овие раздвоени облаци ќе ги ставам во текст. И нормално ги стави во самиот текст, врз основа на илустрацијата. Една обратна ситуација, значи, Анета беше нацртала, еве го оджакот, всушност пред малку беше тука, кој што не оджак, него ќунг. Во тој ќунг од шпоредот, каде што се гори тој килим, што е многу значаен за тебе и за ткаењето цел со цвеќиња, кај Анета во првата верзија на илустрацијата се беше исто, меѓутоа ќунгот беше само ќунг. Никола рече, а зошто во ќунгот да замислуваме чат, зошто да не гледаме цвеќиња? Анета се одушеви од тоа и тоа е една многу лирска ситуација, многу лирска страница, каде што во ќунгот постојат цветовите што Никола Маџиров ги надополни во идејата на Анета. И такви едно чудо работи и така се виде дека двајцата уживаат, дека тоа е многу емотивно. Во еден момент почнаа да имаат исти асоциации за исти предмети кои што се можеби типични за растењето 70-тите и раните 80-ти години. Така што не знам дали ќе сакате, но предпоставувам дека би било убаво и за сите присутни, еве да ја раскажете ситуацијата со кутијата и со пижамите. Има една кутија што ја спомнав и пред малку, кога ја представувам сликовницата, кутија во која што стои клуч, стојат тапчиња и стои рокчето. Тоа е кутија опишана во текстот на еден специфичен начин, веројатно најголемиот број од нас овде, што сме од тие генерации, снимале таква иста кутија. Но за каква кутија станува збор и што е работата со таа кутија? Ајде, Никола. Тоа е порцеланската всушност кутија во која навистина моите баба и дедо од родители на татко ми чуваа лекови, клуч и документи кои веќе не се со важност. Како да ова минато запишано во тие лични карти, што веќе не важат, да беа лекови на убави сеќавања. А пижамите, кога видов детето насликано како спие, тоа беа исти пижами од моето детство, само што копчињата не беа скршени, кај мене имаше скршени копчиња на половина. Не можев да верувам дека, еве, така се провлекол еден сон меѓу нас. И немам зборови да опишам како беше кога прв пат се сретнавме, навистина како да имавме таа тишина која може само рогот да ја впие во себе. Благодарам. Колку трагаше за таа кутија и сега многу убава приказната меѓу вас, меѓутоа таква кутија каква што ти нацрта, после твојот цртеж и јас најдов дома. Како ја нацрта кутијата што ние ја имаме всушност? Па бидејќи требаше да биде порцелански сад, малку истражував нели на интернет од тоа време кои нели кутии или порцелански садови би можеле да бидат во предвид сега нели. Имаше многу, меѓутоа ја одбрав токму таа, не знам, порцеланка Велес. Освен што формата ја задржив нели на самата кутија, има апликации од цвеќињата кои што се привлекуваат низ целата кутија. Додека за пижамите, исто јас бев фрапирана како ете сум можела баш такви пижами да нацртам на детето, исти како што ги имал Никола кога бил дете. Тоа многу надреално, навистина за мене. Да. Кога ја видов јас кутијата што ја нацрта Анита, тоа беше идентична кутија што јас и ден денеска ја чувам. Кутијата исто така од моето детство, само моите родители не чуваат тоа што чувале твоите, туку мајка ми чуваше црни бел конец. Многу ми е жал зашто не беше црни црвен, меѓутоа другите конци не, ама само црниот и белиот конец беше и ја фотографирав кутијата на Анета и он рече требаше пред
Требаше пред, а не потоа. Ви благодарам многу, драг Ермис. Добро вечер, добре дојде. Значи, драга публико, имам тешка задача, значи, благодарам на Оливера што ме покани да кажам неколку збора за сликовницата, но размислував дома и по некои предходни сугестии ми рекоа мораш да имаш два плана, план А и план Б. План А, ако се само возрастни, тоа ќе кажеш за приказната, за филозофија на приказната, митологија и така натаму. А план А, ако има дечиња, тогаш што ќе правиш? Ќе требаш нешто за дечињата. Ама ја не гледам дечиња тука. Има ли дечиња? Да видам. Раце горе. Да видам дечиња дали има. Дечиња има. Добро. Добро, ние сме како дечиња. Значи сега, прашање едно за дечињата. Дали знаете, драги деца, како настануваат земјотресите? Земјотрес знаете, седите дома со тато и мама, гледате телевизија и најнаш нешто се тресе, чишкото на телевизија збори нешто и прска него тоа што го зборува, затоа што не знае зошто настануваат и како настануваат земјотресите. Затоа сум јас тука да ви кажам како настануваат земјотресите. А тоа го научив од нашите стари. Јас сум стар, ама уште постари од мене има, дедо и баба. Значи земјотресите, чумки викат нашите стари луѓе. Земјата каква што е округла стоела на роговите на еден огромен бик, на еден огромен вол. И тој вол, секојаш кога ќе си го затресело левото уво или десното уво, тогаш настанувале земјотреси. Значи да знаете, земјотресите се затоа што нашата земја седи на огромен вол. И тој кога ќе се стресе, тогаш се стресува и целата земја, а не тоа што зборат чичковците на телевизија, што врска нема. Тој вол, кога не ја држи нашата земја, влегува во нашите приказки. Една од тие приказки е ова рокчето, што направил волот, се појавил во една приказка, каде што станал помошник на едно мало дете. Детето било сиромашно, немало што да јаде, но волот му рекло, не грижи се, одврти го мојот лев рог, тој истиот рог што предизвикува земјотреси. И таму внатре во рогот ќе најдеш се што ти треба, ќе најдеш јадење, пиење, ќе најдеш секакви животни, домашни животни, диви животни, ќе најдеш прекрасни градови, ќе најдеш прекрасни села, весели луѓе. Све што сакаш ќе најдеш во тој мој рог. И детето на вистина го одвртело рогот и оттаму почнале да изникнуваат најубави работи. И детето се најало, се напило и станало многу весело. Токму за тоа се работи во оваа сликовница рокчето. А рокче се вели затоа што тоа дете го одвртало рогот на бикот и конечно успевал да се живее заедно со родителите еден среќен живот. Во нашите народни приказни, воловите и биковите обично се представени како такви добри животни кои секогаш се дружат со дечињата и им помагаат. Пораката на оваа сликовница е, меѓу другото, љубовта помеѓу животните и децата. Ние возрастните често сме споменали животните неправедни. Може би и премногу сурови, но децата, вие дечиња сте тие кои што знаат како треба да постапат со животните. Така да си знаете, драги деца, секогаш кога ќе помислите на некој од нашите домашни животни кои што се од клучно значење за нашиот живот. Воловите, биковите, покрај магарињата, зајаците, лисиците и така натаму, се едни од клучните животни кои што придонесуваат за нашиот живот. Во првиот случај ви реков дека прават земјотреси, што не е толку добро, може би е и лошо, но во вториот случај
Значи во нивниот рог, во нивните рогови, го кријат изобилството на нашиот живот, изобилството на убавини, на тоа што може би ни недостасува, на среќа и на радост. Сега префрлам на возрастни. Так, ова беше за децата. Значи, сликовницата која што денес ја представуваме е главно во македонската фолклористика е дел од една приказна, односно од еден тип на приказни за лошата маќа. Нашиот извореден собирач на народни умотворби Иван Котев. Еднаш кога го промовира во Струмица, реков Марко Цепенков има 6000 поговорки и така натаму почнав да бројам и он се уфрли вика ја имам повеќе од него. Значи Иван Котев навистина еден од нашите современи најголеми собирачи на народни умотворби. И неговите книги се прекрасни, навистина е нешто што го правеа во 19 век нашите собирачи како што се Цепенков, Шапкарев, Верковиќ и така натаму. Неговите две книги, кои што едната ја спомна нашиот драг поет Маџиров, има уште една која што се нарекува Раптази. Таму е се собрани навистина све што е најубаво од струмишкиот регион и од македонскиот фолклор воопшто. Но да видиме приказната за волот и за неговите рогови во суштина, во својата суштина, го има митот за рогот на изобилството. Тоа знаете, тоа е еден мит кој што потекнува од античка Грција, во суштина и е така наречен космогониски мит. Ова го велам затоа што е многу важно вие како родители, кога веќе зборувам со родителите, да им раскажувате на приказните да им ги раскажувате по устен пат на децата пред спиење или во било кој момент, затоа што на тој начин децата почнуваат да размислуваат во нивните умови, си ги создаваат ликовите според нивни некои естетски карактеристики и облици и етички на крај на криштата. Ние сме осиромашени, тие што гледаме телевизија постојано, ја ќе ви дадам еден пример. Ако малото дете ја гледа, го гледа цртаниот филм на Снежана и седмите џуџиња, тој секогаш, до крај на животот, ликот на Снежана, ќе го има пред себе ликот на Волт Дизни. Секогаш Снежана ќе биде таква убавица нацртана од Волт Дизни. Но, доколку му ја прочитате приказната на детето, он нема да ја замисли така, може да ја замисли поинаку, како најпрвата другарка од влезот или од селото или од било каде што живе. И на тој начин ја гради, ја изградува собствената фантазија. Во тоа е убавината на народните приказни, што раскажани можат да придонесат кон активација, да речам така, ова на креативните способности и на имагинацијата на детето. Да се вратам на митот за рогот на изобилството, тој е стар мит, спаѓа во тие така наречени космогониски митови. Овде на нашите пространството е многу редок. Значи, кај нас во нашите македонски народни приказни може би го има само на едно место, кај Шапкарев и овде во зборникот на Иван Котев. Многу е редок, а потекнува, рековме, од античка Грција, од античките митови, од раѓањето на Зевс. Како што знаете сите, Хронос ги јадал своите деца, но Зевс не успеал да го изведе затоа што неговата мајка го сокрила во една пештера на островот Крит. Зевс таму бил хранет од козата, од една коза по име Аматреја, која што го хранела постојано, но Зевс бил многу силен и при негова игра, детска игра, скршил еден од роговите на козата. Бидејќи го скршил рогот на козата, од тој момент тој рог добива мистични, надприродни, волшебни и неограничени можности за раѓање на изобилството.
И тој таков мит се шири секаде низ Балканот, па и низ целиот свет. Иако ова приказна што ја кажав за волот кој што предизвикува земјотрес, го има и во далечни некои земји, како што е, да речеме, во Индија, само што таму на место од бикови земјата е крепена од 4 слона. Нормално секој какви животни има во својата околина, така и ги осмислува народните прикази. Инаку, тој мотив, така наречен рок на изобилството или корнукопија, е еден мотив во приказните, значи само тој е мотив кој што се провлекува низ приказните, а не е еден посебен тип на приказни. Рековме македонските народни приказни, тој мотив спаѓа во типовите на приказни за лошата макија, за да не зборам многу за тоа. Но тоа што е многу важно, а сега ќе се навратам на нашиот драг пријател Маџиров. Он пред неколку години ми го привлече вниманието со тоа што во нашето списание Македонски фолклор, еден од скорешните броеви, број 81 ми се чини, се појави со еден труд кој што мене навистина ме зачуди, со оглед на тоа што знам дека е поет и знам дека како работи и долги години сме пријатели. Насловот на тој труд гласи Рогот, корен на новото свето дрво, ако не се лажам. Да. И нормално го прочитав тој негов есеј и веднаш почнав да размислам, и сега кога дојде на ред Ресниковницата ми стана јасно, бидејќи на почетокот размислав, па откаде му идеја на Маџиров баш да се фати за оваа приказна, која што е многу ретка кај нас. Реков дека воопшто ја нема во еден или два примерока можеби во нашата народна традиција. Но во тој есеј Маџиров вели дека рогот, воловскиот рог, е новото свето дрво, односно коренот на светото дрво, а светото дрво е дрво на изобилството, аксис мунди, или сега да не претерувам се со дигреси, значи дрво на животот, дрво кое што е столб на нашата вселена, и дрво кое што е исто така еден вид на дрво на изобилството. Он дава живот, дава креации, создава изобилство и така натаму. И Маџиров дојде до заклучок дека рогот на изобилството и светото дрво, односно аксис мунди или дрвото на животот, се комплементарни на некој начин со начинот на кој тие делуваат во нашата митологија и во нашиот фолклор. И во тој момент работите ми станаа сосем јасно, а тоа е причината поради кој Маџиров се фати токму за оваа приказка, бидејќи во нашата фолклористика има огромен број на народни приказни кои веќе се експлоатирани. Во зборникот на Иван Котев исто така има многу приказни од најразличен тип, но зошто он се фати? Затоа што рогот на изобилството е во суштина еден скриен, да речам така, поетски мотив, една антрополошка, би ја нарекол, структура на имагинарното. Дрвото на животот, без разлика дали се наоѓа, дали расте над провалија, тој секогаш се исправува, се извишува вертикално нагоре кон небото. Тој секогаш е вертикална работа, секогаш дава плодови, секогаш дава нова надеж за живот. Исто така и рогот. Без разлика како е употребен во разните фолклори во разните митови и фолклори на европските земји, да речеме, секогаш е еден вид на надеж во подобро утре, една надеж во некакво, можеби и утописко изобилство кон кое што чезне човекот. Од таа гледна точка мислам дека една од основните мотиви поради кој Маџиров се зафати токму со оваа приказна е тој некој ониричен, да го наречам така, поетски импулс, да се тежне кон возвишеното, да се тежне кон
кон некоја утописка иднина во која што велам утописка, во која што изобилството, среќата, целокупната среќа на човештвото е некаков императив. И благодарам многу. Благодарам. Имаме едно изненадување за крај на ова промоција, но пред да го кажам изненадувањето, малку да го назначам, Никола Маџиров сака да ви се обрати. Сега, кога ми зборуваше за робот, всушност ми текна пред 7 години, ми се чини, на домашна адреса ми пристигна еден коверт од Германија, го отворив и внатре така несмасно на англиски јазик и на германски се гледа дека 20 дечиња напишале во различни бои дека нивната градинка или забавиште се вика Носорог и тие секоја година замолуваат автори да им напишат песна од 4 стиха и ми испратија копии од претходните години. Имаше од Питер Ханке до не знам, дури ми се чини Трансформа и така. И тие врз основа на тие стихови потоа цртаат и го праќаат списанието пак на домашна адреса. И сега Ермис ме подсети на овие 4 стиха. Носорог драк и кога те убиваат, твојот рог покажува кон звездите. Благодарам Никола. Благодарам многу на авторите, на специјалниот гостин Ермислав Азановски, на сите што дојдовте. За крајот на ова вечер изненадувањето е музичко. Ќе ги слушнете Анастасија Илиевска и Стефан Трајковски од насоката традиционална музика и игра при Музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј. Нешто впечатливо, не е струмичко, ова ќе биде авторска песна на Вања Лазарова, но кавалот на Стефан можеби е точно кавалот на детето, сликовницата Рокчето и зошто да не, јас верувам дека е тој. Поверете.
представување на книгите.